враќаме, окей. Посебни. Посебно. Ево и почнува првата рунда помеѓу тимот 12-12 и тимот на Sanity. Ки има giveaway после Game of the Year. Тоа најшто ми е најако дека прашува дали ќе има giveaway, не ни прашува што е giveaway. Тоа е Битно е да се даде нешто. Да се дешава нешто, брат, разбираш. Да се има прича. Чекај, мислам дека се убави смокови Има дека има. четворица скоро Да. близко нас на без сајтот додека А екзекют ќе биде, ама гледаме дека во пасивна позиција тука скаут, буквално го прави тоа што му името е скаута позицијата на терорите. ова е најдобро нешто за можда малце го утнува на моменти. Некако многу долго воздух треба со клечење да го прави ова, но сепак ја прави истата задача. До тике треба да застанеш за да го пробираш поубаво. Уеве ги смоковите и флешовите, а екзекют имаме. Мислам кога ќе биде. Дара. Успева малце демидж да направи ни смокот, но не доволно за да бутне било кој скаут. Во меѓувреме јаде хедшот од глокот и после докречен од Хехелау. Сегаш Саша да смаша, доаѓа со ротација, прави еден кил, втор кил, прекрасен трет хедшот. Саша смешинг Team Sanity, останува сам Jimpix, наоѓа и од два хедшота и уште еден динк. Мислам дека тоа беше врз Саша да смаша, кој што еден ХП и со 3 фрага ја клачнува оваа рунда. Леле, Саша да Jimpix, смаша. вау. Са малце ќе клачнеше рундата со 4 килс. Jimpix. Убав слик му направи. Се изгледаше дека Киану не е керито, туку е Саша да смаша. Барем во оваа рунда. Одлична игра и од двата тима, и тимска и индивидуална, на времено ротираа кантерите. И прекрасни хедшоти имавме, но сега имаме брзо кон Б, таму ги пречекуваат четворица дури од тимот на 12-12 како да го очекуваат ова, некако се избогуткаат тука, се тредаат килови, тоа не иде баш до тоа, но Хехе сега ги чисти со својот мактен, наоѓа два, доаѓа Jimpix му помага да го наоѓа, да го убие и последниот на овој сајт. Бранител сега само станува Дара против четворица, иако се тројца од нив на лоу хапе. Тоа е еден, но Jimpix е тука да го истреди. Кои изгубиат двајца и Карачи. Да. Додека тимот на 12-12 беа фул еко, само со USP. Малце дори 3 килс ке направа. Тоа сега може да има и фул бај од страната на 12-12, исто така и Team Sanity, ама односно Team Sanity се со малце послаб. Така, ова се вика така наречена бонус рунда, кога ги зачуваш оружјата од антиекото што е втората рунда и ако ја добиеш едноставно ти е бонус, ако не ја добиеш секако имаш доволно финансии за да купиш следната. И повторно гледаме тој аук сега е купен да видиме каде, да, долга позиција сепак гледа во апартмани од кола, но ако му рашнат ќе биде доста во неудобна ситуација ставен. Jimpix што ги прави. Да, со клечење. Марк се отвара оваа рунда. Хехелау губи својот живот од чер. Jimpix. Убав молотов, ќе го избрка од таа позиција. Којаку! Прекрасен! Двата наоѓа, 3 кила! Којаку! Целосно го отворија сајтот. Бонус рундата се исплати Jimpix со уште еден кил. Само станува Саша да смаша, ќе мора повторно 3 фрага да направи за да ја спаси оваа рунда за својот тим. Ау! Којаку, друже. Смири се. Со три брзи хедшотс на 3 различни позиции. Никој не го очекуваше од Палас, но кој што може да видиме, значи тимот Sanity ротираат со бомбата спрема сајтот. Додека Којаку, да, се врати на сајтот, нема да игра агресивно на ЦТ. Да сега може Саша да најде некој кил тука со аугот ете така зонирано, но изгледа нема да ризикува, изгледа ќе иде на тој сейф бидејќи економијата им е доста слаба и после оваа рунда. Така. Иако не знам што ќе прави сам со ауг, но сепак е подобро отколку да има USP во своите раце. Ова ишта него ништа, си има Така. Kevlar, има utility. Колку толку може да сврти. Сега е го кичен, си седи у киченот. Не, ова не е Да сготви нешто. Не, тоа е вториот кичен на оваа мапа, овде е едниот. Ама не знам зашо ова се вика кичен кога ради фрижидеров. А ова е уствари вистинскиот кичен, зашо овде си имаш микробранова, си имаш тавче, фрижидерче, си имаш Саша да смаша и така натаму. Интересно. Интересни парти до сега, барем можам да кажам доста поинтересно од тие мечовите стомповите што ги гледавме до сега. Да, се надеваме дека така и утре ќе продолжиме. Значи бидовме убави пик, значи од страна на Саша на таа прва рунда и сега од страна на Којаку
Маркет се вика, да, Маркет се вика. Тоа е у 12, не 11. Не знаеме ни колку е саатот веќе. Ја сега заборам стварно колаут така понекогаш. Завчера се вративме на 2 партии кантери и заборив колаут. Викам, таму, Кај е таму. се откажа. Ете го. Видиме О, скаут со тој вандик врз хехе, вау. Кијано You некако love to како see. ни го хајпавте у чат како Кери, се уште треба да направи кил. пак со Кој јако со уште еден вантап од оваа позиција, очигледно му е умирено да игра, но дали ќе го проверат Кијано овде има многу добра позиција. Сега за сега мислам дека не очекуваат дека уопште уште некој направи сега звуци со трчањето и со тоа се издаден, но сепак се искоригира на време и го најде кил врз кој јако, тука беше блиску, но сепак не, Маркс останува 1 на 2 и ова е многу возможно. Едниот од Тим Сенети на 10 хп, другиот е на 4. Сепак уник играат пасивно, бомбата е за нив поставена. Користат и фрешо јазда, не знам зашто пред време ги користат. Сепак. Да, нема дефюз кит Маркс, така да биде агресивно кон рампа за да го поведе. Тој флеш го заслеби потполно и го утепа. Така да 4-0 за тимот на Сенети против 12-12. Така е. Но сега ќе имаме повторно фул бај од 12-12, уште една можност и поради тоа што не баш. Мислев да кажам за жали тоа што беа блиску рундите дека ќе и оваа е битна, мислам, во контекст на тоа дека нема доволно средства тим Сенети, само да видиме Мейсен агресивен, дека имаш убав спон, него очекува Кијано, ја губи својата глава. Мейсен да знае дека таму има уште еден човек и сега го отвори целосно сајтот, доаѓа ротацијата. И Марк само малце смирува ситуацијата, вика што можеш ти да направиш, можам и ја и он, наоѓа 2 кила. 3 versus 3 е сега. И имаат health advantage, health предност, енергетска предност, не знам како го наречам на македонски. Играчите на 12-12 мора да се подрудат барем оваа рунда да ја конвертираат во победа со оваа минимална предност што ја имаат. Убава позиција на Саша. Саша, ако закачи на тикет ќе види доста многу од Не што му се си игра агресивно, скаут. Помага, си тапнува тука. Маркс го наоѓа третиот кил, сега стенува сам Стево Кобра. Кобра. Мислев ке Сам извади малце нож, ќе но 1 на 1 ја врата оваа ситуација и сега е 50-50. Ако гутне куршум од Саша да смаша, мислам дека е тоа Калашов би требало да победи, но зима бомбата и може да се повлече кон Б, да, многу пасивно игра тука Саша. Воопшто нема контрола врз бомбата. Сега дури ќе дознае дека Кобра е веќе скоро стигнат до Б. Кобра има уште 30 секунди. Саша Да, мисли, Саша мисли дека да. на шорт, ама ова ќе биде тешко за Саша, иако има еден молотов и смог додека Кобра го има истиот utility. Сега плента бомбата, Саша уште е таму, ќе му треба време да изротира. Но Стево Кобра иде на шорт, што мислам дека не е баш добра идеја да бидеш што е можно подалеку од АВП. За него е плантот, мислам дека поради тоа е добро. Така ја плантира за шорт? Да, ја плантираше за шорт, ама Саша има АВП. И исто имаат, и двајцата имаат и Молотов и Смоук. Видиме каде се наоѓа, ама Саша Саша, да, дали ќе овде ќе може има да- притисок, ќе мора да ги провери сите, Агли ќе изгуби Така многу е. време, а нема ни кит во своите раце. Сега Саша знае дека може да биде нешто дека убаво. ќе Да, нема убав време, да. молотов, убав Иако молотов. имаше Смоук, едноставно не се исплатеше, можеше да го... А можеше да и со... Да, ама нема, мислам дека немаш Нема доволно нити време физички. заради тоа што нема кит. И тоа е 5-0 за тимот на Сенети. Не успеа да конвертираат оваа рунда во победа, но сепак повторно се враќаме на тоа дека сите рунди до сега беа блиски, како што може да забележиме, преживуваат по еден двајца од луѓето на Сенети. Така. Но сепак 5-0 е веќе доста голема предност и тоа како терори ја прават. Се знае, мислам, општо познато дека економијата е многу позафркната кога си како кантер. Не можеш да форсираш толку многу колку што можеш како терор. 5 калаши сега гледаме од Тим Сенети. Спротив имаме Емки, еден Фамас и еден АВП со многу малци утилити скоро воопшто. Кенал. Последен. Нема никој не чува тој конектор. Така е? Скрише тимот на АКБ или како да е првите. АБК, АКБ, КГБ, KGB. KGB. Маркс. Тево Кобра убаво го начи тоа преку тој молотов. Карл Маркс не беше подготвен за тоа. Карл Маркс. Почнавме социологија да мешаме.
Да. Сега имаат многу добра позиција овде. Тим Сенети имаат контрола и врз конекторот и врз рампата. Chimpix, дали ќе провери? Да, така е. Дара не беше воопшто подготвен. Саша да смаша го промаши својот шот со АВП-то. Многу позиција. Скаут ја губи својата позиција и сега да избега на Chimpix тука да го среди, тоа ќе биде 7-0 за тимот на Сенети. А како изгледаше блиску на почеток? Се надеваме дека ќе се вратат се малце. по Може да една направат рунда, една пауза. Да, рунда по рунда, ама се собираат некако. Се им останува по еден, ама тој е еден ама вреден. Невреден. Идеме. Пиштоли имаат купено, гледаме 3 диглови, 2 P250s. Повторно со оваа агресија Тим Сенети очигледно го користат тој брз спон што го имаат кон рампа, ја заземаат цел време таа позиција, некако многу ретко фрлаат молотов таму 12-12 да го сопрат тој брз раш. Видиме Маркс дали може нешто направи, сепак не, ја гледаат таа позиција. Тоа е задачата на Мейсен. Има тука дупка во смокот, кој што може да искористат кантерите, но сепак ја искористува Chimpix се врти. Не сврти на времено Кијано конечно со кил. Којаку сега е лркерот овде и не го очекуваат по таа позиција. Саша да смаша само станува против четворица и Мейсен му ја пука главата. Не знам како да смисла дали како го знаеше, го осети дека е таму. Сега не ја провеа само таа позиција и затоа мислам одма кој искочи од тој палас провери на кај CT. 7-0. Се поголема и поголема расте оваа предност на Тим Сенети. Тоа молотов за да ги спречи да искушаат на дабл смоук фрлија некое недоразбирање. Communication, ама еве ги гледаме тимот на Сенети се спремни со тие смоук да завземат асайдот. Тука имаме значи само еден играч што моментално на и едниот што гледа во конектор. Изгледа на 1.15 ќе се спремат. Не. Фрлија смоуковите. На 1.15 ќе подираат смоуковите, мислам дека. 15. Мейсен продолжува со тоа што го започна минатата рунда. Убав смоук процедурален да исчистат и таа позиција, но се изминува молотов, но на секаде смоук на овој сајт немаат каде да влезат или каде да преку смоук, но он мислеше дека ја бутна бомбата, сепак тоа беше хехе. Играчот позади бомбата Маркс покажува знаци на живот за својот тим, тој е единствен кој што моментално ги враќа малце со 2 кила оваа рунда, но премногу демидж прават овие калаши. Буткаат еден, буткаат втор и скаут само станува сега против тројца. Не знам дали му ја знаат позицијата, но и еден да фрагне, после тоа ќе биде позната неговата локација и тука дојде не сум сигурен за овој нейт си ја издаде позицијата малце Стево. Нема време секако. Да. Повторно еден останува жив на Тим Сенети, но тоа не е толку битно колку што е битно дека 8-та рунда имаат во своите раце од 8 одиграни. Видиме дали ќе се одлучат да форсаат оваа рунда 12-12. Имаат раунд лос бонус. Тоа им дозволува да форснат. Имаме 4 МТ и 1 калаш за. Агресивен, го остава на помазот half HP Дара. Не знам, но ете ги сега тие utilities кои избрка Стево Кобра. Да видиме сега Маркс дали ќе погоди тајмингот на флешот, сепак не, тука одма блиску до него мислам дека има еден играч, убаво таму, но го буши. Не, на времено Маркс добро е, Кијану конечно па на другата страна на светот, односно на мапата најде уште еден кил, но одма после тоа е истреден, 3 vs 3. Ова е предност за терорите преди тоа што они како тројца мораат да чуваат да нападнат еден сајд. Маркс тајминг перфектен, Стево Кобра само станува против тројца, го почна овој клач со убиство врз Саша да смаша. Сам кога забележи дека се крие во джангл. Некако не ги искористи флешот. Ете го сега го муфала молотов. Дали го фаќа тој молотов? Мислам дека ќе го фати сега, ќе се прошири молотовот, сепак не е Маркс. И тоа е првата рунда со тимот на 12-12. Let's go boys! Comeback Израел. Comeback? Ајде да видиме малце
позабавен гейм. И сум на столица во нешто, ама добро, нема веза. Маркс. Карл Маркс изгледа дека е керито. Карл Маркс. Да. Интересира дали чатот го знае. Би требало. Познат филозофията. Заедно со Јунг и Фройд. Ниче. Видиме Джимпик сега. Прави малку демидж, но ништо посебно. Се повлекува Маркс. Карл Маркс. Марксизмот. Меам интересно овде Дара се одлучува на UMP во оваа рунда. Сеќам едно време кога UMP-то беше стварно ОП ОП оружје. Доста демидж, ма не знам кога да го нрфна, па ја ги Дара ви испуша сега искаќе он. Мейсон. Но Мейсон сепак направи доста демидж. Да, не беше подготвен за толку агресивен пуш. Скаут сега наоѓа уште еден кил, малце знаци на живот, има 12-12. Двајца луѓе предност веќе во оваа рунда. Неќам да го джинкснам, ама после изгледа дека се ближи втората тука и некако безидејно изгледаат. Да, реално Играчите на Тим Сенет и заглавени се некако овде, не знаат каде да идат. Го изгубија човекот што им беше на А, го изгубија човекот што им беше на Б. Одличен ракопис и сега не знаат што да прават. Се одлучија да идат кон А, но мораат да го исчистат секој агол поради тоа што изгубија целосно таа контрола. Гледаме тоа го прави с Кобра. Имаат, не ги искористуваат. Не сум сигурен за оваа позиција дали ќе ја очекуваат од Дара. Доста е длабоко. Може да ги бейтне да влезат длабоко во сајтот. Поради овој смок, токму поради смокот може да ги бейтне. Но ете ги мислам дека ја затвара рундата со перфектни 3 kills. Така е. Втората рунда е тука за 12-12. Поред, Да. Мислам дека уште една-две рунди ако земат поред ќе почнат да имаат проблеми со парите Sanity. Да видиме дали нешто ќе сменат сега во пристапот Sanity. Гледаме се фокусираат кон мид. Повторно го играат истиот дефолт тројца мид 1 А 1 Б. тој нейт ќе направи, нема да направи. Оу! Саша преку смокот го правија Chimpix. Перфектен шот. Овакви да убав нейт Но сепак. Маркс него сокри малце тој агол од смокот. Сега смокаат window. Така е. Саша Таму има one way smoke. Дали има Мислам дека. one way да видиме? Да. Има еден one Тоа е way. тој класичниот one way. Ама- Веќе мислам дека е толку познат што луѓето го приемаат едноставно Да, кога да, и да да, има да. смоук таму. И сега се собираат кон Б да завршат, таму ќе ги пречека Саша да смаша заедно со скаут. Малку јако се лурка во Палас кој што изгледа ќе ќе ротираат тимот на 12-12 ќе може да поречека. Ете го, кој јако го Ау остана да, и Chimpix, ова повлекува ротации на А и сега само станува скаут на сајтот да видиме дали ќе може да заврши работа да го зачу сајтот, сепак само еден кил прави, би требало да е доволно ако дојдат доволно брзо ротациите. Саша најде уште еден кил, сега само станува хехевау против тројца да ја клачне и гледаме баш онака школски играат, сепак не му дадоа еден дуел 1 на 1, сега му даваат и втор дуел, но овој го победува Кијану. Третата рунда е тука за 12-12 и тоа третата поред. Веќе двајца играчи ќе бидат во неволја со своите финансии. Кој ако? Дали остана на Глок играчот? Имаат ба и двата тима. Така. Има два и ова мислам дека е последен бај за Team Sanity. Да видиме дали нешто ќе се одлучат различно да прават оваа рунда. Агресивен Дара во апс, а таму ќе го пречека и како да го чека овој пуш Мейсон. Да, токму така Дара губи својата глава и со тоа и губи и предноста, да кажеме, до некаде што ја има на А сајтот. Сега мораат да изротираат или уште еден човек таму или многу попасивно да игра Кијану, поради тоа што е отворен од повеќе агли, мислам дека никој не го гледа од конектор. Мислам го гледа шорт играчот, но сепак имаме А екзекют. Тука главната задача ќе има Кијану. Кој јако во меѓувреме заузема позиција, мислам да, му виде емката на Маркс и му ја најде и главата на Маркс. И сега Кијану не може ништо да направи од таа позиција, многу беше заглавен.
поради тоа Execute требаше да иде најверојатно попасивно да го чува овој сайт со оглед на тоа дека има двајца луѓе помалку. Изгледа ќе проба да сейвна тимот на 12-12. Така, ја спасија овој losing streak го спасија некако Team Sanity после 3 рунди Да, ова им беше изгубени многу поред. битна рунда, бидејќи ако изгуби оваа, мислам дека малку и психички ќе падне и така да 12-12 ќе ги јадеа на тоа. Плюс економијата ќе беше слаба што ќе изгубеа уште некоја рунда. Некоја што може да видиме на сајтот многу убаво контролираат тимот на Sanity. Отколку кога идат на мид, као што можевме да видиме претходниве 3 рунди, извинете. Сега им идат и од напред и од позади на 12-12, дали ќе најдат некој фраг? Тоа е појако. Скаут е многу лоу. Саша да смаша дигнат преку Ој, го зидот. тепа и скаут. У последната Најде, милисекунда. Дај до еден кил. Сепак, многу битна рунда оваа за Team Sanity, но со оглед на тоа дека 3 рунди поред победија 12-12, имаат средства сега за да продолжат во овој гейм. Да. Значи, ги гледаме на 4 играчи, не тројца влагаат во апартманите, но изгледа Хехе со бомбата чека да добие инфо за каде ќе ја исчистат. Изгледаше како да ќе направи многу повеќе демидж, Да. скаут само Ова е паѓа смок. за 10 HP. За 10 енергетски вредностни поени. HP. Ете. Киано динкнат беше, но тоа не му представуваше проблем да го задржи својот спреј. Некако преагресивно, сепак многу демидж прави, на 4 HP паѓа Jimpix. И сега агресивен тука Дара. Ова е многу битно за неговиот тим, добива информации дека никој нема на рампа и сега можат малце по-широко да се распределат играчите на 12-12. Убав Буст буст, овде, убав дали буст. ќе го очекува тоа Саша да смаша? Сега Изгледаше како да го очекуваше, но се тргна на времено. Стево Кобра си игра со овој смоук, скаут како да гледаше, но не беше спремен за тоа. Стево Кобра со 2 3 фрага на Б, целосно е ивен сајтот, сега доаѓаат ротациите од А, таму е Саша да смаша. Не успеа да преку најде кил, смок, Кијано утепа преку Jimpix. Да, преку смоук. Секогаш пукате преку смок. Видиме дали ќе можат да направат Стево ретейк Кобра е на овде. 13 хп. Саша Паѓа го на промаши 16 тој хп. Некако се изгледа дека ќе се оттркнува, да, и ова им ја даваат 10-та рунда на Team Sanity. Немаат веќе Мислам време, дека доста е знаа дека поминато. Стево Кобра се крие кај Вен, не, џабе готово. Саша да смаша сега мора да го зачува ова АП за да имаат било која шанса во следната рунда. Уште има разлика огромна помеѓу 10-5 и 11-4. Има дали ќе се одлучат да купат позади ова АВП на Саша да смаша или ќе го остават сам да игра некаде на мапата? Па ако не, ако прават фул еко на оваа рунда, па ако може да сейвне Саша за на последниот раунд да може да купат и да пробат да оттекнат барем таа рунда. Саша со прекрасен пик. Којако. Не беше, него почека којако смоукот за да биде сокрен од да тој one way. Не сум сигурен, но не Сепак, успева Хехе да го направи Саша тој да кил. смаша. Саша продолжува тоа Hero АВП 3 кила прави во оваа рунда. Некако многу лошо се справија со таа негова позиција. Касно го молотовна и после го ставија да го уништи тој молотов со својот смок и сега се приближуваат на Jimpix кој ќе паднат на 8 хп. Куршум во било кој дел од телото е значи крај за него во оваа рунда. Направи доста демидж, ама и Мейсон текна доста демидж, смоука на шортс. Флеша мица, дали го изблока таму кој што таа Дара, дали го изблока својот тимејт, па затоа и умре. За Дара го зема АВП-то. Сега треба да не влезат во кутијата. замката. Не го очекуваш ова. Скаут. Сега да кажам, не треба да влезат во замката, да пикаат еден по еден со тоа дека само двајца се живи. Не знам како не падна овде Дара на 12 хп беше. Иако имаат предност од тројца луѓе, сепак не треба да му даваат еден на еден дуели со сепак играат против Калаш, кој што е на релативно високо хп. Сега се крие на Чер Мейсон. Не знам дали ќе проба да сейвне или ќе проба да клачне, бидејќи скоро сите од тимот на 12-12 се
Low HP направи доста звук со тоа што падна. Чер. Оп. Ааа. Изгледаше како да ќе сврти на десно со маусот, но недоволно брзо. Четврта Срак. рунда. Преживеа оваа со Да, ова им беше многу битно. херојството на Саша да смаша. Саша да смаша ги врати во геймот, може да се каже со тие 3 kills на мид. Полесно им е, ја мислам дека на Team Senty да идат на А сајтот директно отколку вака на мичко, дека Саша Саша ете, год Кир- уште еден кил, не уште фликна на времено, некако гладно отида во вториот кил, се остави многу просто. Маркс! Ја враќаат како Кажа- така ситуацијава. Дали преку смоки го пугне Леле, и тоа, леле, леле, кој јако кој ја. чисто врз него, како да има волхак, го погоди Маркс таму и... Vacation. Кијану. Оу, Джимпикс не беше Што спремен. малце доаѓа во живот Кијану. Не очекуваат да негова позиција, сепак Дара и Кијану заедно пикнуваат истовремено. Сега знаат дека таму се наоѓа и Којаку во стерс и сакат да ќе ги исчистат токму така. 10-5. Како почнавме, добро завршивме, изгледаше како да ќе биде доминација, еден период мислам дека 9-0 дури вода. Така да не 8-0 се извинам. 8-0 беше, 8-0 беше. Така да им Да. направија 2-5. Видиме што не очекува, ова е екстремно битна за двата тима, но повеќе за 12-12 ова пиштол рунда. Видиме што не 12-12 ја очекува. завзема тоа рунда, ќе бидат многу во предност, дури не само камбек, дури може да свртат цела игра, да... Може, Мираж беше CT сайд мапа или T сайд мапа? Релативно балансирана е, зависи како ќе го контролираш мид. Тоа е као кантер. Да. Ако знаеш да го контролираш мид, е си ти седет, ама ако не знаеш е екстремно ти седет. Фрлија еден смоук, се уште еден Изгледа смоук. која на екзекут ќе не чека овде. Мейсон ќе Мейсон. има огромна задача заедно со Хехе овако што наоѓа, но тука се ротациите веќе се четворица од Тим Сенети на сајтот, само еден кил успеа да најдат 12-12 во овој напад. Никој не го гледа Сите Мейсон. други да. И тоа е тоа, некако добија премногу информации на мид и на Б, релативно агресивно отидоа, зазема агресивни позиции, добија информации Тим Сенети дека не се на таа страна мапат и стакнаа четворица на сајтот, беа подготвени за овој пуш. И ги екзекутира. Да. Гледаме две SMG-ња, два фамаси и еден скаут. Като на 12-12 има 3 диглс, односно 4 не. И еден глок, прави доста Мислеше на хедшот, но сепак не. Тоа се два. Без армор не можеш против скаута, тоа е one shot. Стево Кобра агресивно мид ја дават оваа информација. Леле, ако бутнеше малце агресивно ќе ја види бомбата, сепак не се повлекува. Имаше потенцијал токму таму да заврши оваа рунда, со тоа што ќе го знаеш позицијата на бомбата. Два динка од глокот. Со глокот. Мислам дека беше тоа на Кијану, но сепак Мейсон преживеа на 8 хп и повторно оди агресивно, иако е на толку low HP. Постои шанса сега овде, тројца се дури на low HP, може да дадат оружје во рацете на... Да, може со тие 12, 3 диглс, со one tap може сите тројца ги убијат, но... Тиме сега Маркс... О, не, Мейсон беше спремен тука, знаеше дека мора да лурка некој бидејќи О. нема... Маркс... Некако не сум сигурен. Ништо. Тука е 12-тата рунда за Тим Сенети. Сенети. Дечки, не одете никаде, после овој гейм ќе дајам еден giveaway и после следниот гейм ќе дајам уште еден. Така да бидете со нас. Но прво да го изгледаме овој гейм. Сега е се во рацете на 12-12. Дали ќе продолжи оваа мапа, дали ќе биде тесна или не. Стево Кобра бутка агресивно и успеа некако да го бутне, тоа беше Дара. Но сепак паѓа тој на 19 хп. Имаме два калаш и еден текнен и еден мактен, доста чуден бај на 12-12. Не ги пушаат се во апартманите, има дали ќе се изротираат кон underpass или ќе продолжат кон тој Б сайт. Се сменија тука мала замена. Изгледа ќе ете ги фрлат смок за на Б сајтот. Дали ќе го очекува тука G-Pix на еден кил, но меѓувреме Кијану заедно со Огромен. скаут
го отвара целосно овој бесајд и некако се вративме на 3 vs 3, иако има двајца, дури луѓе мислам дека предност Тим Сенети, сепак го дадоа овој бесајд. И сега има дури и подобро оружје, 12-12 со 2 калаши против 2 фамаси и ете го хедшотот од калашот. Ја прави разликата, Саша да смаша прави уште еден кил, ја зема оваа рунда 12-12, си дадоа простор да се вратат во овој гейм. Не беа доволно брзи ротациите од страна на Сенети за да го заустават тој плент. Така сега кој да може да купат повторно Тим Сенети, да. Може да видиме full buy. Свие што нема ниту еден кери во било кој од тимовите. Разиграни се сите играчи. Или не разиграни се едно, барем сите играчи си го прават својот дел. Не се подпираат на еден играч. Само тука на мидки има борба агресивно бутнати двајца, дури еден од шорт и двајца доле на мид. Саша да смаша убав хедшот, 2 кила најде, но сепак не успеа да го најде третиот. Имаат двајца луѓе предност, Хехелау дури и на лоу хапе во джангл позицијата, тој го губи својот живот и сега останува сам Джимпикс против четворица дури. Како да му ја знаат неговата позиција, убав молотов, сепак не. Замисли? Многу звук Замисли? направи. Не, толку еден кил и се повлекува. Скубиду. Scooby-Doo, Where are you? Мора во седне да стигне лајмка бидејќи стигнала рунда Многу се доста слаби ќе на бидат пари. еко ќе добијат само $1,700 тимот на Сенети. Сега 12-12 не идат по потрага да го хантаат. Туку да видиме. Не, значи Джимпикс ќе чека некој од конектор да дојде, но ги слуша тука веќе дека повеќето се кај Теспон. Да, Джимпикс севна, иде да најде нека бомба ако може. Ќе биде интересно. Тактичка пауза ми се свија да се префрлиме кај нас. За не пише некој нешто што не треба у чат. Еве сме, живи сме. Живи, здрави, прави. Малце уморни, ама Уште некој кафенце ни треба, па добри сме, ама добро, уште малце геймови има до крајот на овој стрим. 7-12 ова доста близу гейм. Па не знам дали бареш мораше на крајот на денот да биде овој блискиот, ама нема веза. Што мислиш дали ќе купат позади, видовме кога Джимпикс го зачува тој калаш? Дали ќе купат позади него или ќе го пуштат да чува еден од сајтовите, а другите ќе се стакнат на другиот? искрено може да форснат со некој пиштоли и да стакнат на пример Джимпикс еден сајт да завземе додека другите четворица се на друг. Ама ќе видиме сега како ќе биде идејата. Така. Меѓу време, дечки, додека трае оваа тактичка пауза, да потсетиме после овој гейм ќе даваме еден giveaway и најверојатно после, мислам, и сигурно ни останува уште еден после тоа, значи вкупно 2 giveaway до крајот на овој стрим, така да бидете со нас. И да им се заблагодариме значи на организаторите Innovate и Fate во соработка со Меса, поддржано од eSports, тоест eShop, извинете, јас сум веќе Капут. мртов. eShop The Strongest Така. и Insomnia Insomnia Computers, Computers. како и самослужувалка. Себе служувалка. Боже, сачувај. Дечки, се враќам во геймот, продолжува овој фантастичен и близок меч помеѓу Тим Сенети и 12-12. Да видиме што не очекува. Сега може да видиме тимот на Сенети Раша. Агресивно. Значи фул еко. Ама ги очекува тука Маркс, мислам дека. Да, Маркс. Карл Маркс, да видиме што ќе се да, направи против четворица дури. Заедно за Даре. Ништо не направи он, некако му дојда други со играчите и го сопреа целосно овој пуш. И Джимпикс кажа, добро, ја чував минатата партија, ќе чувам и ова. Не е тешко, не е проблем. Сега ќе изигра доста агресивно да го пронајдат. Нема да остат цела бомба да чека 40 секунди. Да, ја ги одма почнува да па не баш да луркаат, ама само Маркс може да видиме дека движи кон Теспонот од Палас. Нека другиве терори како да очекуваат да им дојдат на зашто не идат да го бркаат, да му го доста споро играат. Видиме дали Джимпикс ќе успее да го зачува овој Калашников. АК-47. Уф. Nice one.
Чекавме 40 секунди, сега зема уште една рунда тимот на 12-12. Како да им помогна овој тайм-аут? Чекај да видам. Тактички. Промаја. Така, да видиме фул бај од двата тима, што планираат овде терорите, гледаме фокусирани кон А, најверојатно ќе заврши со некој А екзекют оваа рунда, таму ќе ги пречекаат тројца играчи. Немаат некој window player сега, тоа е игра хехева таа позиција, односно го чува само конекторот. А доаѓаат сега смоковите, фул А екзекют ќе имаме. Дали се спремни овде Team Sanity да го сопрат овој пуш? Излегува ни смокот Хехе, но не знам колку беше тоа добар избор. Мейсен е сега во овој гол. Повторно него чистат, не знам зашто. Два Два. кил. Сега остануваат 2:3. Што немаат примато бомбата, дека двајцата кантери се кријат тука околу конектор, едниот е на стерс. Чимпикс фрла не Саша. Преку фаербоксот го убива сега го пука, погодува и го остава на 13 хп Саша таму кај Нинджа. Прва смок Чимпикс игра доста агресивно. Дали кај таму Саша мора да му се кожа убива. Се доаѓа под паласот. И дали ќе не. Нема ќе краучне, ќе го избегне тој хедшот скаут. Ја затвараат рундата и се враќаат. Така се приближуваат се повеќе и повеќе 12-12. Израел. Да, и не само тоа, битното е дека, како што можеме да видиме, имаат пари и да изгубат рунди неколку. Така да нема да бидат бутнати у некоја економска депресија. Депресија. Джимпикс прави демидж. Изгледаше како хедшот, но сепак најверојатно во рамото го погодува. Тоа беше Саша да смаша. Саша. Симпел. Изгледа на шорт, да, ќе се помаѓа сега таму со и Стево Кобра го убива скаут. Дара враќа еден кил. А чекаат Чимпикс да дојде клаш, сега како кери. Смокаат маркет изгледа, сега прават фейк за да изротираат, да еве гледаме полека како да се ослободува сајтот. Киану сега чека од window да пикне некој дека Маркс го има спремено тој поп флеш за Саша, уште еден поп флеш. Сега пикаат Мейсен. Со прекрасно. Изгледаше како да го фликне и Дара, но не му успеа тоа. Сега Маркс во прекрасна позиција, тука агресивно бутнат. 2 кила наоѓа и остануваат уште двајца живи тука за кантерите. Каков клач Джимпикс не успеа да го сопре овој плант и сега само станува. Стево Кобра е сам. Ледерум сега ќе пикне преку шорт на сајтот. Изгледа ќе да се вика јоло, ајде, што имам да изгубам, освен едно $700. Тешка. Макс. Остат. Така е, 10-та рунда е тука за 12-12, што е петата рунда поред веќе. Имаме бај сега и од двата тима. Логично. Доста смешно ќе биде ако... Ја мислам дека тимот на Сенети ја земат оваа рунда. Имаат многу големи шанси Да. Доста смешно ќе биде ако 12-12 израмна 12-12. Ако изеда на 12-12 веќе ќе биде тоа стварно трагикомедија. 12-12-12-12. Тоа ќе биде знак. Ме интересира како им текнало името 12-12. Цагер или нешто такво, не знам. Сигурно не е нешто, да. Саша пика таму на конектор, сега ќе не идем да видиме дали ќе пикне на window. Таму едно играчите на Којаку спремен за Маркс. Спремен момак. Пречека со тој shoulder pick со АВП-та. Simple да смаша. Simple. Why you bully me? Everybody asking. Why you bully me? Доста споро се игра тимот на 12-12. Чини ме
Значи еден смок за стерс и еден смок на цета, имаме топ флеш. Тој не направи доста демедж на Кјанов, кој што се наоѓа под мидл. Дара флеша, кој да се стапа. Хехе малко го убива. И сега асајтот е колку толку изчист. Дара прва изстевал кобра и тоа е рестарт на оваа рунда. Не одлучува да пикне овде Мейсонот. Целта да проба да го сопре плантот, да да очекуваат неговата позиција, сепак не. Сега Сашо се направи 12 демедж, 11. Мейсон и Джимпинкс против тројца за евентуално враќање во оваа партија. Многу е битно оваа за Тим Сенети, зашто ако изгубат нема да имаат воопшто пари во следната, посебно така изгледа и ќе имаме, освен ако нема некоја лудорија со диглови, би требало да биде изравнување 12-12. Мене ми изгледаат баш како good game. Деле да паузираме за да биде 12-12 сад и да биде 12-12. Добра спанички. 10 за 12, да. 2 за 12. Сега ме това стакме од двата тима на... ските! Јас се извинувам, дечки, да, малку директорот кажа. И сега имаме, значи, 12-12-12-12. Во 12 Remember минути за the 12. Remember. Ете ги во чат спала. Тоа се тие среќни бројки. Да. Изгледа намерно им оставија тимот 12-12 на сцените да добијат исто така 12. И после одлучи ај како ќе играме се. Сега се случува чудо. Да. Инаку добив информација дека и првиот гейм што го играле бил во еден момент 12-12, така да можно е да е некој меме нивно као ај нека стигнат до 12 противниците и после ќе почнеме да играме. Да, некако крахираат на оваа цета страна Тим Сенети, како да... Дали ова ќе биде таа рунда кај што конечно ќе го завземе на 12-12 на Джимпикс. Джимпикс како го погоди во нога тој шот? Изгледаше како да не треба биде во нога. Вал? Плиз фикс. Саша подготвен, сега Джимпикс сам останува против двајца да клачне оваа рунда за својот тим, но на само 5 хп. Дали ги провери под него? Да, но не навремено. Дара ја превзема, значи Дара Прво водство од почеток на мечот за 12-12. многу се разигра тимот на 12-12. Може ли да видиме килови, ама не, и двата тима кои што рече ти преска, сите се уиграни, сите имаат доста кил, сите имаат доста кил парticipant овој гейм. Се одлучуваат кој ќе биде планот, не знам, не користат таймаут за да се договорат што ќе прават Тим Сенети за да не го изгубат овој гейм. Се одлучуваат за еден дип смок кон конектор, тимот на 12-12, договораат уште еден дип смок конекторот, исто така улукува и смокното, првото молотов се изгаси од смокот, сега ќе проба да го завзема тој бесайд преку шорт и апартманите, така е сега Хехе умира на шорт. Така го заземаат целосно бесетот, таму останува еден. Двајца, Да се Мейсон. Наоѓа еден кил и тука до него е неговиот соиграч Джимпикс. Не, дали ќе повлечат? Да, ова е многу паметно ако се ротираат. Така ова ќе биде многу паметна идеја, бидејќи можеме да видиме Маркс чека во маркетот, чека да изротираат. Додека пак Којаку иде од мид. Саша рандом мид. Ај, ете го Маркс го подигна Джимпикс, го утепа, му дај глава и сега останува тој слушна скаут и затоа беше спремен со тој прифар да го убие на конектор. После првите две рунди кажа као окей дечки, си ги засукавме ракавите и не погледнаа назад. Да. Одлична игра покажа на оваа терор страна 12-12. Се местат на ас сајтот.
Кој јако, побрз од Саша да смаша. Видиме, execute имаме. Или не, сепак тоа е фейк. Ова е доста добра идеја, но треба да бидат многу. Требаше барем бомбата да е поблиску до Б-сајтот, тоа е веќе очигледно ако не влезат после сите овие бомби. Да, ако нема шотс, ништо, знаа дека ова е фейк, знаа дека ете играчот со број 8, тоа е Мейсон изротиран веднаш спрема Б-сајтот, но што се гледа се смогат флешот им останува и ако добијат еден кил на Б-сајтот, да бидат многу 12-12, но Стево Кобра флешнат, добива еден кил, од шорт, бројага двајцата да ги убие сега и третиот, но тоа е скаут. Така е скаут и тоа е рундата што многу им требаше на Тим Сенети. Така. Што им беше рунда после Број. Ајде, Чекай, разгледајте со времето. маус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рунди. Тоа што да го кажа. Но, чудно е се ова малце, 3 снайпери дури имаме во рацете на Тим Сенети. Никој не се тредна на мид, никој не доби кил и Саша сега ќе превземе тој снайпер во рацете, каде што се осеја посигурен. Чекај, сега некој играше close connector, тоа е кој јако, но кој мораше да изротира кон under window, но сега скаут тој не иде. Не стигна до window. Дека тама кој јако паѓа од страна на Киану. Да, и отвара оваа рунда Кијано им ја дава човек предноста на 12-12, сега изгледаат како да ќе се форсираат на Б Саша да смаша. Со АВБ-то влегува на шорт, што не е баш наидеално, но сепак тука Джимпик се подготвен на сајтот. Саша да смаша со ноускоп го наоѓа Стево Кобра, но затоа враќаат АВП-њата од другата страна. Само уште еден играч. Имото 12-12, дали ова ќе биде завршување? Саша против тројца кантери, што се ствари? Тука ја не знам зашто последниот играч се уште седи на сајтот од тимот на Сенети, што е малку нејасно. Посебно поради фактот дека знаат каде е Да, и бомбата. знати каде е бомбата и ја. Да видиме што ќе направи Саша. Многу е потребно тука. Patience is key. Трпение. Трпение е спасение. Дури мислам дека го чуваат за да го убијат после време, за да нема воопшто пари последната рунда. Тоа ќе биде многу лошо за тимот на 12-11. Не се Джимпикс го запележа тој шултер пик, дали Джимпикс го виде Саша. Носкоп. Нема носкоп. Джимпикс како да беше спремен како 14-14, повторно изамнување. Така. Мисли овертайм. Ќе се вратиме до мутва. Дабл АВП имаме од Тим Сенети. Поради тоа што победија толку многу рунди поред, гледаме 12-12, немаат проблеми сега до финанси, освен скаут кој што е на нула поради некоја причина. Се фокусираат кон А сајтот 12-12. Таму сега само станува Мейсон. Некако како да мислат дека бомбата ќе завршува кон Б играчите на Тим Сенети. И доаѓа еве го тој А екзекют, Мейсон блокиран со 2 смоука дури во ЦТ базата. Но едниот од нив има геп, не знам колку ќе може да постават оваа бомба. 12-12, некако предолго време им треба да влезат на сајтот, конечно отвара со прв кил Саша да смаша Джимпикса, тука да го врати. Ете го гапот во смокот, сепак Саша да смаша го искористи. Имаме трейдови на двете страни. Здравесено Кијану! 2 кила со еден спрејдаун, останува сам Стево Кобра. Го кажуваа на почеток дека Кијану керито, сега се го покажува тоа во најклач моментите. Кобра останува сам. Многу ќе биде лошо за Тим Сенети ако изгубат оваа рунда поради тоа што немаат пари, видиме дали ќе има клач од Кобра. Саша смаша перфектно играше до сега, но го утна овој шот. Сепак падната е бомбата, притисокот е во рацете на Кобра, на неговите раменици. Имаме фейк дефюз. Убав флеш. Кобра ја клачнува оваа рунда 1-2. Им ја дава 15-тата на Тим Сенети.
Ќе отиде по АВП-то, се надам ќе се остави доволно време да дефюзне оваа бомба, но имавме у чат 16-14 ХЛТВ confirmed. Предвидувањата очигледно се поблиски до реалноста колку што мислевме, но сепак поради големиот број на победени партии во поред 12-12 се уште имаат пари за издржување во овој гейм. Да видиме што ќе направат во оваа потенцијално финална рунда за нив. Тимот на Сенет е некако како да им текна на крај, им го флипнаа свичот што се вика во главата за да ги земат потребните 3 рунди, што им беа многу најбитни. Се има што се одлучува тимот на 12-12 како да се без идеја. Нодар има многу убава позиција тука на Стерски, има предност. Кој тагнува којако. Така е. На Б тука малце осамено се чувствуваат, ништо не слушна играчите на Тим Сенет и повторно целиот фокус на 12-12 е кон А-сајтот, некако како да се адаптираа последниве неколку рунди Сенет и на тоа. Видиме дали ќе завршат. Сега ќе прават повторно фейк и ќе пробаат сега да истрчаат што е можно побрзо на Б сајтот, но таму повторно се уште истиот проблем го имаат. ротираат двајца играчи кон А сајтот, тоа значи дека останува Стево Кобра сам на Б сајтот, ова ќе биде многу лошо, значи да видиме, не знаат дека сега се Молотовот ќе ги сопре целосно. не Молотов не. иска си има смок Во што смокот го фрла. ама немаат време, не може сега да ротираат целиот Наоѓа првиот кил скаут Мейсен, ја враќа Саша да смаша дополнително за својот тим. Дава малце надеж за овертајм. Стева Кобра со еден кил, но одма после тоа истредан и сега е се на Којако и Мейсен да го спасат овој потенцијален овертајм. Видиме дали ќе видиме првиот овертајм на стрим. Дара и сега Мейсен. Перфектен молотов. Идеме во овертајм, Мейсен. Вау. Овертајм. Не знам што е. Саша. Епа, дечки, добро дојдовте на првиот овертајм во 12 часот и 10 минути. Кој за инат. Но, сакавме добар кантер, тоа и го добивме, по компетитивен кантер да кажеме. Видиме што не очекува. Си игра МР 10.000. Агресивен тука Мейсен заедно со овие соиграчи на рампа. Што таа после овертајм Сити имаат со колку пари стартнува? 10.000. 10.000, така е. Којако сега го убива скаут на мицото АВП, да видиме сега повторно тимот на 12-12 се наоѓаат во апартманите, додека само еден го чува без сајтот, а тоа е Стево Кобра. Не е тоа Стево Кобра, извинете, таму можеме да заприметам кој го чува без сајтот. Лагаат сега подлабоко во апартманите. Тоа е Джимпис. Ќе ги тие флешес. Слегува на времено, но него исконтролира некој спреот Саша да смаша и Маркс. На многу хапе се Саша и Маркс да има. Дали ќе се Ванџи? За малку молотовот Ванџи ќе направеше. Мати што Ванџи сега има Којако, знае дека еден има кар, односно Којако што тој добар флик кон Дара. Тево Кобра. Не сопираат цените. Не можам да видам, мислам дека 4 или 5 рунди тепаа поред, откако изгубија 9 и сега продолжуваат во овертајм. Да. Да. Една предност. Пари од двата тима пак може да купат, значи за сега им требаше колку рунди уште? Прв до 19. 3 рунди треба да земат на Сенети. Дали ќе биде тоа послужна, ако ја земат оваа рунда, економијата многу ќе биде слаба на тимот 12-12. Да, но ако постават бомбата, мислам дека ќе можат да форсираат. Execute. Чекаат додека имаме тројца на мид што чуваат од страна на Сенети.
Стево Кобра, ако одлучат сега да отидат, ќе имат главната задача за сопирање на овој пуш. Има доста агресивна позиција, но еве го, се враќаат од мид и Хехелау добиваат доста инфо на мид со тој негов пуш, да видиме како ќе се справи Стево Кобра со овој пуш на 12-12. Знаат дека нема да биде ова фейк кон без сајтот. Да, зашто е доста агресивно пушнат на мид Хехелау. Тие молотовски истечат уште малце, ама еве ги треба сајтот. Стево Кобра во еден којаку тој Стево Кобра пуши Маркс и останува како уште Дара кој го пронаоѓа којаку и Саша да останува смаша. 4:2. Сега позади нив таму доаѓа Хехелау, Дара е подготовен. умира. Знаете дека бомбата И сега ова вади реакција, па од кантерите мора еден да се повлече, тоа ќе биде Джимпикс кон Б сајтот да го чува. но сепак терорите ќе останат на овој А сајт, еден од рампа, еден од Палас. Значи имаме еден се крие на Нинджа, другиот е кај Цете, Стево Кобра гледа кон на рампа. Не знам таму Мейс Джимпикс или кој е таму на име. Мейсен, мислам дека позади Шотер него пик, Костана подобно копе. Стево Кобра продолжува со перфектната игра, 3 кила веќе во оваа рунда. Може за кратко и четвртиот и ќе го најде. Рековме дека он треба да го сопре овој пуш на сајтот и тоа и го прави, сега бараат пауза, Со пауза малце да се исконтактираат, што да прават. да се договорат. Здраво, дечки. Живи здрави прави. Уве гледат ми интересира. Моментално 93 или 93. Машала не си легнале. Свикаат. Ки гледаме буталиве. Кобра е прејак, да. Дара, али добар е. Не знам, овие ми делува доста непознати тимови, ама кој што можеме да видиме, прикажаа колку толку најинтересен гейм за сега. Да, имавме такви ситуации во минатите турнири, не знам, такво е не интересно кога гледаш меѓусебно, ама после на пример, не мора значи во овој случај, ама кога ќе се најдат против Хайредин и компанија. Тогаш ќе ги видиме, тогаш. Да, ќе или се против покажат. Good Game може да изгледа поинаку, но сега за сега барем интересно ние што гледаме малце покомпетитивен меч од тие до сега. Венко, не се слушаш. Мојот микрофон бил малце изваден од слушалките, затоа не сте го слушале мојот ангелски глас. Сакам Кобра да ми го сајне профилот, кога тоа е договорено. Пиши му. Уште е тактичката пауза, дечки. Ти сега дали Стево Кобра има стајно слика од Мемати? Не знам како изгледа Мемати, за жал. Немаш гледа на Долина на волците? Не. Пола Талендар. Имав среќа што преминав таа фаза на турски серии, а не ги гледав, да. Discovery Channel гледав тоа. Значи ти учеше повеќе околу нашата планета и животните Да. и минералните богатства кои ги понудува Не, нашата Mythbusters планета. гледав. Реално Discovery Channel се викаа најголемите глупости беа таму. Ајде да ми. И што научи момчило? Ништо посебно. Тоа кога го кажуваш и што научи? Кој научил Не, нешто? си научил сигурно нешто, си дознал. Глупости, Не. непотребни факти се тоа. Не бе, не мора да чека се непотребни. Немате. Јан Паусеа, тимот на Дара, спремни. Имаме анпауз, дечки, се враќаме во геймот. Да подсетиме, значи ова е овертајм, прв до 19-тата рунда е победникот на овертајмот. Или ако е 18-18, ќе идеме на дабл овертајм. Зашо не? Да се деша нешто вечерва. Не дека Сега да се имаме спие. фул пуш кон без. Кон без сајтот, без да застанат, мислам дека. Скаут игра скаут, Скаут. само да видиме како ќе се снајдат со овој пуш овде кантерите. Го завземаат брзо тој без сајт. Тука е пуснат Джимпикс, не го проверуваат, некако испаничи, не само еден кил ја сопре бомбата, но купи доволно време да изротираат, некако влезе сам на сајтот кој јаку со АВП, не знам колку беше тоа паметно, ако не ги погоди сите куршуми, тоа е тоа. Сега, не знам, баш економски не стоат баш најубаво тука. Требало да го зачуваат ова АВП ако можат. Овие smoke shots толку се добри. Ами тоа го фликна.
Сам дали ќе Мейсон. проба да прави тука некоја дубара, така наречена, не му иде тоа баш од рака. Ништо, Мейсон. 17-16, им требаат 2 рунди да земат како терори на Тим Сенети за да ја завршат оваа голгота од надпревар, додека од другата страна им требаат 3. не ќе да кажам. Да. Джимпикс спремен за про. Сите се спремни за про. Ме се одлучуваат Сенети како терори да играат со 5 калаши, не купуваат ниту едно АВП. Од другата страна, скаут, за разлика, вајде Саша да смаше игра АВП само како терор. Терор. Концентрирани се кон Б Тим Сенети со еден луркер, тој е Мейсон, кој што очекува пушеви на... А можно и фейк некој да направи, но со еден смоук, еден флеш, не знам баш колку ќе биде успешен тој фейк. На Б. Знам дали одлучуваат да идат на Б сај тимот на Сенети или ќе ротираат. Ротира сега Мейсон кон Б, после изгледа дека натаму ќе заврши оваа тактика на Тим Сенети. Којако ќе биде флешнац. Забележа таму Којако. Не го погоди хечатот, но доби информација каде се наоѓаат двајца од играчите на 12-12. Да, можеме да видиме дека ротира тимот Сенети кон А. Ги напуштаат тие апартмани. Еве ги сега и на рампа искочи Мейсон, но Кеану го спречи да отидеш подалеку. И сега со АВП скаут го убива и Којако. Остануваат 3:5. Мора да убрзаат тимот на Сенети, фрлаат смоукови. Да, остануваат само уште 25 секунди до крајот на оваа рунда. Ако сакаат да направат нешто, мора да го направат што побргу. Кеану се спасува на 23 хп. Хехе многу. Чуден пуш тука од Хехе Многу Вау. беше овој пуш непотребен. Да, мислам дека ќе се обидат да... Страшно е што се... треба да плантираат бомбата. Да, страшно е, сепак не... Имаше потенцијал овде да умрат и 20, да после времето со тоа што нема да добијат воопшто пари во оваа рунда, но сепак изфорсираа да бидат убиени, како и да звучи тоа. 17-17, повторно израмнување. Not like this. Видиме што ни спремаат двата тима за оваа рунда. Да, дечки, инаку 17-18 ќе биде за еден од тимовите после оваа рунда. Пишува 17-18 чат калата ве конфирм, не пишуваат за кого. Шо е Чатов уште ли е активен? Активен е. Навечер се сите активни. Јас сум спротивно. Очигледно бумер сум тоа. Ќе има ли друг турнир не само за една средна школа? Сигурно, видиме само во оваа рунда што се случува. Дара го сопира овој пуш колку толку на Сенети со првиот фраг. Стево Кобра лурка тука на мид. Можно да собере неколку од ротациите, тоа и го прави. Имаме тука одлични тредови, завршуваме на 2 vs 2. Джимпикс не е свесен дека е целосно празен овој сайт. Ако сеа да му текна, го чека својот соиграч да гледа джангл позицијата и ќе ја постави бомбата токму за таму. Сега тука се издаде црта играчот, тоа е скаут. Така да со сигурност знаат еден кај се наоѓа. Но доста му е клаустрофобичен, сепак не си прави доволно простор, сега имаат предност овде Сенети. Треба само да изиграат пасивно. Бомбата е плантирана за нив. Саша, не знам зашо се обидува да земе ова рунда попаметно, мислам. Последен раунд е овој? Не. Не, али треба да го зачува АЕК. Зашто као кантер е многу полошо ако изгубиш рунда. Сепак тоа не го прави и веќе... Често че уште една победа им треба на тимот Сенети. Така. Значи, ова е дали ќе имаме second overtime или ќе имаме победник во овој надпревар. Значи да повториме, победникот од овој надпревар оди понатаму сигурно, а губитникот оди во lower bracket финалето.
видиме дали ќе гледаме second overtime. Којако во најаве пуши го започнува колку толку овој ова оттрчање кон целта на Тим Сенети, но Маркс го сопира. Му Тој- најде кад цигата му штрчеше таму преку кјошот на Целосно е прозорот, празен на сајтот. но брзо ротира тимот на 12-12, Джимпикс касни со тој бомб во него. Да се им купија доволно време. Ова е тој капни Саша, смок од да, Саша да, наоѓа да, еден да. кјано и идеме на второ овертајм, дечки. Така мириш. Смок. Ја, Лоуер Бакет финале да се игра офстрим. Каста е на кратко. Кеану го пронаѓа Джимпикс кој што не гледаше, не беше спремен. Мейсон губива Кеану и Маркс и тоа затвара оваа рунда и тоа значи идеме на втор овертајм. Чекајте малце да Карнозов. И сега да има што не очекува овој втор овертајм, дали тимот на 12-12 конечно ќе се вратат и ќе го освојат овој гейм, или тимот на Сенети повторно ќе се мачат, ќе добијат 3 рунди и повторно ќе изгубат од страна на 12-12. Којако умира и останува 4:5. Тиме се што планираат некако бомбата движи кон Б сајтот, играат полека, чекаат пикс. Мейсон губива Дара. Сега А сајтот не е баш чист, ама тимот на Сенети изгледа ќе отидат кон Б. Значи стигнавме до тој втор овертајм. Ајде да видиме дали ќе имаме трет. Само пред тоа да видиме што ќе се случува на Б сајтот. Скаут со 2 прекрасни кила. Сопира колку толку скоро целосно овој пуш, сега само станува Мейсон кој што луркаше на другата страна на мапата. Нема бомбата во своите раце. И е сам против двајца и 30 секунди останати во оваа рунда. Мисли да беше опасно. Видиме само Мейсон, има потенцијал да клачне оваа рунда. Наоѓа еден кил. И другиот би требало да има информација дека на ЛХП, но не знам дали ќе очекува на скоро истата позиција и одличен клач на Мейсон. И ми ја носи 19-тата рундија. Ейсе, леле, беше тоа на Мейсон, да? Ова беше првиот ейс мисла, нека така? Да, на стрим барем. И гледаме дека со дабл овертајм абсурдно изгледаат фраговите. 32, 34, 30, 31. Повторно се луркаат кон Б тимот на Сенети. Доста пасивна игра. Битна оваа рунда за 12-12, колку кантери во овертајм, ако изгубите две поред, третата скоро сигурно нема да имате доволно пари за било што да направите. Као ќе се снајдат. Мейсон. Агресивен на рампа. Но според радарот изгледа дека ќе започне наша Кијану наоѓа еден кил, како да го очекува другиот дека пикне од страна. Тој нейт. Нейт може да направи многу демидж, дали ќе се сврти Джимпик, се врти на времено, наоѓа главата на Саша да смаша и сега до некаде го имате, ето имате информацијата за другиот играч кој што е на доста лоу хп, да го зимнеш преку таква ќе умре, сепак пикна не на време. Како уште знае Кијану дека таму има човек, очигледно кој јако направил звук 3 на 3, но предноста имаат овде Тим Сенети со оглед на тоа дека го чуваат сајтот од пушеви. Притисокот е целосно на 12-12.
Дали успеат да направат нешто, Дара и Киану наоѓаат уште еден кил, сега Хехева останува сам 1 versus 1. Бомбата е поставена за него, дали му се гледа главата, му се гледа Дара. Израмнува повторно. Гори од молотовот! Не, се тргна на време, но дали ќе има време? Ќе има време. 19-19 повторно израмнување. Пушти ништо за јадење. Имаме, како што зборевме, тоа проблемот со парите. Имаме еден фамас и 4 емки, но како што може да забележиме, значително помалце ютилити отколку противничкиот тим. Иако победија таа рунда, сепак само еден остана жив. Сега пак се фокусираат, исто да го прават како мината рунда, само с противната страна на мапата. Двајца луркаат на Б, тројца заедно со бомбата се на А. Се подготвуваат за екзекют овде Team Sanity. Видиме како ќе се справат со овој фейк, дали ќе повлече ротации на 12-12. Маркс спремен со овој поп флеш. Двајцата се флешнати на времено излегува, но доста е слаб спрејот на МК-та, односно не испушта доволно куршуми. Киану, подготвен за овој пуш на А, пронаѓа 2 кила. Сега само уште двајца се останати за Team Sanity во оваа рунда. Молотовот го погаѓа во глава, но прави само еден демидж. Киану продолжува третиот кил за него во оваа рунда, само станува Стево Кобра, кој што видовме дека клачно сега многу работи, но 1-4 со лоу хапе некако не изгледа и предност од една рунда имаат 12-12. Ми капна. Идем ја да направам тоа, саш да ми кажеш. Стави слушалки, ќе тркнам само видиме киловите. Дали имаме 40-ка? Не, ама Jimpix е најблиску до тоа со 36 фрага. Саша да смаше ногата ја погаѓа на Којаку. Го става на 17 хп, сега Jimpix агресивен во апартманите, кај што забележи еден противник. Сега ќе има сега бомбата ротира кон А сајтот, додека двајца играчи на 12-12 се уште кај апартманите, односно Киану иде кон андерпас. Киану го забележа Хехен, но му напред само пола хп. Му одзема со калаш и сега Којаку го убива Киану на мид. Веднаш се префрлаа кон Палас да видиме дали ќе го убие и Дара таму. Не, Дара го прави како да се... Дара со каков флик кон Хехи и сега знае дека еден од играчите на Sanity се крие кај CT сайт, кај CT позади тикет. Маркс го убива и Стева Кобра, останува 4:2. Мейсон и Jimpix. Двајцата играчи на скаут со перфектен хечот кон Jimpix и сега Мейсон останува сам. Уште преку таа кутија и Дара го убива Мейсон. Да, значува 23 рунди, мислам дека требаат за победа или? Не, уште една им фали на тимот на 12-12. Не беше 23 за победа? Или ја не знам бројам. Трофејчево е тука, на следната. Добро. Значи една рунда ги дели 12-12 од победа во овој гейм и Којаку вика не може да ја добиете таа рунда. Ки играте до крајот на све. Нейт ке направи нешто, сепак не изгледаше, но X-Rayот знае често да излаже.
Сега идат четворицата играчи на... Не се одлучуваат сите да идат кон апартмани. Скаут само оди кон мид, барем да провери дали има некој пушнато таму. Што зима информација, останатите ќе завршуваат кон Б. Таму ќе ги пречекаат минимум 20 играчи, но мислам дека со оглед на дека 40 секунда до крај, уште 40 секунди има до крај, брзи ќе бидат ротациите. Да видиме. Маркс го прави првиот кил, го отвара овој сет, дали ќе ја проверат буст позицијата, не ја проверуваат Хехеал, со еден кил Джимпикс со уште 20, сега само станува Сега враќаат Кијано. рундата и враќаат резултатот изгледа на 21-19. 20. Тоест 20. Кијано го убива којако во Но уште маркет 10 и сега секунди има станува, само, да. секунди бега едниот. Проба да направи што поише демидж што може. А видиме, дечки. Идеме или трипл овертайм, Сега, значи- или победа на 12-12. Дуре ми свиѓа дека има хајп колку толку чатот. За Добре. тоа дека гледаме дабл овертайм, а можеме сега и трипл, но да го изгледаме, да изгледаме оваа рунда. Full utility имаме тука од 12-12, додека од другата страна се доста слаби на тоа. И дабл АВП имаме во рацете на Маркс и Саша да смаша. Ќе ги закитнуваат тие смокови молотов с флешови на... Тука агресивно на сајтот. Мейс, леле, не го проверуваат Дали не Мейсен! проверуваат позади? Мейсен! Мейсен! Not like this! Ау, Не го проверуваат Мейсен. Мейсен, 2 кила прави за малку 3 на 4 го остава скаут. Мислам дека само он ја однесе оваа рунда и овој гейм во трипл овертайм. Којаку скаут. И дечки трипл овертайм. Мислам дека среќа што не сум дома да кастам, зашто комшиите до сега ќе ме убиеа, не убеа. Речат што прави овој будала се уште путен. Да, се како дере му се ко зборува. неандерталец срамота. Ова ГХ мисля да го прочитав на Game of 16 пати, брат. 38 кила. Уште немаме 40-ка, Джимпик се уште најблизок. Сега се одлучуваат имат на 12-12 одма да пушат кон Б сајтот. Видиме Джимпикс. Сам ке треба да го зачува овој Што направи пуш Джимпикс малце. од 12-12, да видиме дали тоа како ќе му оди од рака, седи во смокот, но во меѓувреме доаѓаат неговите ротации. Хехелау со еден кил, Стевро Кобра со уште еден. Сепак ќе поставуваат бомбата, не го очекуваат Джимпикс да е тука на сајтот. Саша да смаша и Маркс остануваат сами против петорица, наоѓаат еден кил, сега и втор, сега и трети, го враќаат од 2 на 5 на 2 на 2. Којаку и Мейсен против Саша да смаша Саша и Маркс. рефлексите се уште го служат и го пронаоѓа Којаку. Морам да прекинам со тоа пронаоѓа, ама Ја, ама не знам. нема Наоѓа. влезената у глава, го Убива, убива. врага. И сега Мейсен Мейсен го убива го Маркс. И Саша остануваат да една, ама смаша. мислам дека нема време Мейсен да дефюзне бомбата, така да ова ќе биде. Смокот. Not like Саша, И ау, со нож му ај, искочи, ама сепак мислам ама- дека нема доволно време. 22-та рунда е тука за 12-12. Сега колку време го стримаме само овој гейм. Да. Страшно. 2 versus 5 тепа, 12-12. Дали имаме 40-ка? Не. 39 Може се уште фрага. да немаме 40-ка дури. Се расфрагаа сите други. Некој предобар тајм дури прават по 50 убиства. Да. Видиме како ќе се одви овој меч. Извините, оваа рунда. Ова е таа рунда. Значи Тим Сенети ако изгубат оваа рунда, нема да имаат пари за чутур следната. Дечки после 12, така да малце ќе се расположам.
во контекст на користење на јазик послободно, не пцуење, ама Јасно. идеме скор 212, боже. Не знам кој бил рекордот на онака на Имаше такво нешто 72-6, такво нешто беше. Мислам дека на ХЛТВ го имаше мечот. Колку што се сеќам, сега не ме взимајте за Збор, збор. кажи како играчите се уште биле Мислам дека во повеќе денови го играле. Као рекле, ајде да одмориме и продолжиле следниот ден и пак истото. Тим Сенети викаат, дечки, не може да се одлепите од нас. Ке ви израмниме, Саша да смаша останува сам и се приближуваме кон 22-22. Ау! Не фаќа нервоза. Да. Ке лежам некој. 2-2-2-2. Има уште геймови после ова, уште еден гейм мислам дека има после ова. Али ќе дебатираме овде дали да биде на стрим. Или да се изигра в Сега стрим. пушаат на мид тимот на Сенети. Дара го губи тој фајт. Сега таму Којако го чека Саша, но Саша е многу побрз од Којако и го убива на Window и сега се повлекува назад кон апартманите. Апартаменте. Румс море. Изравнето. Изгледа како да ќе завршат на Б. Овде 12-12. Како ќе се справат со ова Тим Сенети, со овој пуш, веќе доаѓаат ротациите, само еден остана Е, на во Едвард асайд. крие тоа е Мейсон кој што го Мейсон, убиваат и се Хехе, влеземе на вау, сајтот и се останува Маркс. 2-2. Ги враќа своите играчи и својот тим со 2 кила, но не знам дали очекуваат уште еден човек да биде таму, тоа е Jimpix, кој што е уште на 39 фрага, него кракна четвртата деценија, но еве во 40 фраг ја сопира бомбата, него наоѓа последниот и Маркс сам еден останал Стево Кобра до сега имаше големи клачови, ова ќе биде исто така важен и го наоѓа 23-22, уште две рунди се потребни на Тим Сенети. И доста ГХ, нека не пишуваат више ГХ. Леле, Сакам ГГ само да видам. Дваесет, 30-22. Две рунди ги делат Тим Санити од конечна победа во овој меч. Видиме дали тоа ќе успеат да го направат. Тоа некако го прават сега за сега. Го отвараат сајтот со 2 кила, само еден како возврат имаме. Дали ќе постават бомбата, нема кап во смокот, освен тој во Jimpix преку смок, му дава хедшот на Маркс. И Jimpix уште еден кил очигледно му доаѓа преку глава, геймов 42 фраг за него. Саша да смаша само станува против четворица, него проверува тука, хехе, вау. Идеме на доста лоу хп Мейсон. Не знам дали ќе се одлучи да иде, сепак се одлучува да проба да клачне оваа рунда. Jimpix 24, уште една рунда и фали на Тим Сенети да го земат овој меч. Со оглед на тоа дека не ни залагува до сега, мислам дека не е оваа рунда. Ајмо! Jimpix со 42 фрага, 43 се извинувам. Го води овој... Не, фрли флеш наместо смоук, not like this Jimpix со 43 фрага, немој такви грешки правиш. Дара, најде уште еден кил. И сега тука се дори Саша да смаша, остануваат Којако и Хехе Лау против петорица на 12-12. Oh, not like this. Not like this. Ќе бидеш ли во можности утре да касташ уште подолго од ова? Зависи колку ќе ме нахранат. Којако наоѓа еден кил?
Ау, Киану со 23, перфектен колатерал. 24. Последната шанса за Тим Сенети да не останат сите да имаме Сенети у главата остана. Како сика Сенети на македонски? Да. Сенети? Разум. Не. Не. Не, би... Се фокусираат кон бе Тим Сенети ве молам да вршете го Специјално после денеска Мираж Скаут. ми останува најомразена мапа. се трейдат, не, во предност се тука 12-12, еден човек предност, имаат луѓе на сајтот. Ајде го погоди го шотот кој јако, Јако. зашто вака ми правиш срце в удар, ке добивам Дара, најаѓи уште еден кил, сега само двајца остануваат на Тим Сенети, конечно имаме рифраг од Кајаку, Джимпикс, уште еден кил, 2 на 2 конечено се враќаат но Кијану не им дозволува на Тим Сенети да кажат лека нош. Идеме на четврт овертајм. Не се вира. Ако пишат ГХ, кидам дома кај нив ке ги шамарам, брат, живиме. Джимпик сам. На 8 хп. Наоѓа еден кил. Саша да смаша. Наоѓа. И тоа ќе биде, дами и господа, нашиот четврт овертајм! Let's go! Крекерски муаведи со ова во доцните вечерни часови. Тоа ми е сега нов умилен збор. Квадрупл овертајм, дечки. Квадрупл овертајм. 45 Се фрага. препротив Стево Кобра. Доиграме го утре. За кладилници е ова, викат. 24-24. Гледачи, дури се подигна бројот. Колку сме бе? И еве ги сега тимот на Сенети. Мейсон го убива Дара, кој што проба да најде пик на рампа. Джимпик сега смока window и знае дека има еден на шорт. Тоа е Маркс кој ќе падне од страна на Джимпикс. Остануваат 5:3. Сега ќе проба да ретейкнат асайд. Киану пуша преку тој смок, го наоѓа Джимпикс. Кој хехе вау пуша преку шорт, иде на Б-сайд, кај што таму го че... Ау, не. Хехе вау беше убиен од страна на скаут и сега малце се раштркани тимот на Сенети кроз цела мапа. Име Стево Кобра бега сега со бомбата, изгледа ќе проба да отиде на Б-сайд, на А-сайдот, пардон. Киану губива Којаку, Мейсон пробува со тој one tap, да, и губива Киану. Саша чека на од сета, гледа кон нас сајтот да го убие Стево Кобра, но не дозволи да плентне. Мейсон сега чека во џунгла, чека дали од Кичен, така е, еве го скаут, него чека Мейсон да се крие таму и сега Кобра, Стево Кобра не знае дека Саша ротира кон неговата позиција, да име дали ќе го чекува Саша и Кобра и така е го носкопа Саша Мейсон, да видиме сега знае кај се наоѓа Кобра, дали ќе го убие. И Стево Кобра губива Саша и тоа е 25-24 за тимот на Сенети. Дечки, почнавме да стоиме тука за малце енергија. Да ни се врати. Зашто почнаме и затрна задникот. Така ќе се изразам. Една рунда предност за Тим Сенети. Една грам надеж дека ќе стигнеме до крај на овој меч. Хехе вау, одеднаш ја презема одговорноста на својот тим да го игра АВП-то. Киану ја отвара оваа рунда и не приближува кон уште едно израмнување. Едноставно, шо викате, наместо уште еден овртем, нека прават листкаме ножички и готово. Ова треба на слободно ја заврши. Или ферка нека направат надвор. Иди враќаат еден кил Којаку, го убива Киану, но со овој буст скаут го убива Којаку, сега Маркс уште еден кил,
Двајца само остануваат на Тим Сенети да спасат евентуално оваа рунда. Стево Кобра губива Маркс. Ме интересира Карл Марк што би кажал за ова. Чигал пика тука од тој агол. Не го очекува Мейсон. Субав one-tap, ја враќа на 2 vs 2. И сега им ја дава предноста на терорите, односно на Тим Сенети. Ја враќа, мислам, 2 vs 4 беше оваа. Така да, сега терорите имаат предноста поради тоа што они двајца може да одат на еден сајд, додека катерите мора да се поделат за да ги чуваат двата. Молотовот ја чисти кола позицијата, скаут наоѓа кил и си издава својата, но тука дојде одма и ротацијата, Дара е до него. Само станува Мейсон против двајца. Видиме, нема многу време да си игра. Или мора до... Мислам дека мора да умре одма. Наоѓа еден кил, спреј трансфер, не успева и нема доволно време. Битно е сега да се спаси, да не умре после време и нема тоа да го направи, не добива пари за следната рунда. Немој пауза сега уште тактичка, добро дечки, се враќаме на нас. Еве да видите како стоиме ние тука со широката камера. Значи малце за енергија, ајмо дечки, вие дома. По тренерки сме за да со што онака седиме, нема да се гледа долниот дел, но нема везе, нели? Дечки, значи вежбајте со нас дома, малце размрдете се, како викаат, на секој пола сат треба малце да се размрдате, да станете од своето седиште. Овој маус не го даваме на giveaway сега. Стримајте lower, добар си брат ми. Ќе стримаме lower. Ево, Стево Кобра пишува у чат таму, момчило устата пера му фатил, на двајцата пера ни фати устата. Дајте еден giveaway, сакаме да дајаме giveaway, не може да заврши мечот, брат. Ќе дајаме giveaway, не се грижи. Never forget to stretch between games, така е, руското. Дечки, ја реков, после 12 ќе почнеме да се глупираме. Само да знаете дека ние сме тука од 4:30. А не, ја после работа доов од 6 сум тука, ја. Трајче, немам кај овде слекој се ќе бутнам. Не знам дали имам енергија, немам јадено. Ја идам уште една вода. Ајде, слободно. Уште трае паузата, мислам дека не е ни тактичка оваа, туку се ресетира IP-то на некој од играчите кои што се на провайдери на интернет. Ке трае ова, да. 25-25 е. Земете, начукајте се. Спушти нешто ако имаш наваму, ке се договориме. Ние од алкохол имаме вака 100% етанол за чистење за раце. Не знам кога е паметно тој да го конзумираме, ама ако дојде до тоа, нели? Шо вика чатот, следниот пат жени коментатори. Значи, уште тоа да ми го кажеш. Срам. Уште трае паузава. Баш ме интересира чатот како сте поделени, кој е за Тим Сенети, кој е за 12-12. Од тоа што го имам читано онака 50-50% се до сега. Баш ме интересира. Дванаесет, 12. Јас сум за момчило, фала ти многу. SP Cool. Ја викам, значи, мислам дека минативе турнири сум значи вака ќе ви кажам искрено. Минативиот турнир почнав со 105 кила, а завршив со 97. Така да, не да се фалам, туку ми пишуваат у чат, сум ослабел 1 кило, поише. За Китано слушалки дајте. Какви слушалки?
AirPods. Сега влегува и последниот играч дечки. Одма се враќаме во геймот. За секунда мислам дека вика провери да не заспал. Хвала ти. На Microsoft Teams, да. Ме интересира играчите колку мајци сменија. Не, по рамбовки си играат дома. Каква мајца? Па релативно е, ама зависи колку ти е затворено дома. Ако цел ден држиш затворено, лето ти е. Сам се пред да сте се договориле сега е било на 12-12, да играте нека компјутерница. Ужас. Ужас. Ние еднаш игравме така, кога се надпреварував малце поактивно у Кантер, игравме така компјутерница. И за жал во компјутерницата се пушеше. Во соба ваква. 5 орангутани ставени таму. Смрди на мишки и тутун. Журка. Е. Полудев. Инаку, фан факт, дечки, 103-та минута си игра од овој гейм. Дечки, анпаузирано е, се враќаме 25 резултат. Ајмо да видиме што начека оваа рунда. Релативно тажен бај имаме овде за 12-12, еден фамас, два фамаси се извинувам, гледаме Scout UMP и една единствена МК со многу малце утилити. Но, иако имаат послаб бај, веќе Хехе Вау е на 29 хп. И сега мора да го превземе Адето и кило HP. Така е. Да проба да one-shot на некој, да тоа Карл Маркс на шорт, не? Ми свиѓа дека продолжиш да викаш Карл Маркс. Мора, го учев тој. Видиме, Киану, ки има овде главна задача во сопирање на овој пуш, но нема да му оди тоа од рака. Којако за 2 кила, Джимпик со уште еден. Конечно ли ќе се одлепи малку Тим Сенети? 4:2. Но целосно имаат контролата на А-сајтот, така да имаат бомбата поставено и ова мислам дека ќе биде 26-та, не мислам, прилично сигурно ќе биде 26-та рунда. Токму така, а гледајќи економијата на кантерите, после изгледа дека можно е да има и 27 рунда, но да не кажувам пред време. Доста е тажна економијата на 12-12. Скаут сега пробува да искаутва на секаде, го наоѓа Хехе на сендвич сајд. Да мисли со нинджа да им ја земеше, ќе беше многу јако. 26-25. Јас зборев дека ќе има уште една рунда, уствари не ми капира мозокот дека таа е последната, ама добро, нема веза. Фалат уште 2 рунди за Тим Сенети да го победат овој меч. Да видиме дали ќе успеат тоа да го направат. Фул бај од двете страни нели логично. Гледаме аук во рацете на Мейсон. И првиот кил го прави Којаку, ја дава предноста за Тим Сенети, но поради некоја причина продолжува да игра агресивно, паѓа доле. Среќа не беше фатен од, тоа беше Дара на топ мид. Хехе Вау, буткан ни смокот на конектор. Саша да смаша. И Дара спремаат смокови како и останатиот дел од 12-12 за А екзекют, но има човек предност за Тим Сенети. Стево Кобра, ки има главна задача овде во сопирање на овој пуш, тоа е единствен кој што е, да кажеме, длабоко во сајтот, другите сите позади смокови. Иако фали тука смок за овој крос, Којаку наоѓа еден човек и перфектен тајминг на флешот, Саша да смаша враќа еден кил, но сепак се уште имат и Марк се враќа во неизрамнето 2 кила. Марк справи 2 vs 2. Джампикс и Саша да смаша против Којаку и Мейсон.
Да видиме што ќе случи. Дара прави еден кил. Којаку на еден хп најде уште еден кил, дали ќе може на еден хп да ја клачне. Двајца се со аве пиња, така да не прави никаква разлика ова. Кој прв ќе погоди шотот, тој ќе биде победник. Оди Којаку на еден хп прави 2 кила и ја клачнува, има дава 27-та рунда на својот тим. Којаку го ја завршува Ейс. рунда, прави 27 према 25. Значи и Ейс и клач 1 vs 2 на 1 хп и се разбира пауза после тоа. Дечки, се враќаме малце на ексерсайз. И како си шопери се дешава? Иначе само да знаете тие што гледаат, Аха. Моки како бивши кошаркар, ја како бивши кошаркар се гледа до кај ли е до кај е спортскиот дух во нас. Да. И Мислам да не бевме ич спортистите, бевме какви улежани. Не, тоа журка ќе беше. Се враќаме, дечки, во геймот. 27-25. Една рунда фали. Една рунда фали Тим Sanity да го земат овој гейм. Една рунда. 47 фрага за Jimpix. се уште немаме ПСК-та, така? Се уште ја немаме ПСК-та. Сега Јас ќе да владат ја на уште 50. малце потре геймов ќе се осеќам кога имам ПСК. Оу, тука е. Го проверуваат тој Најдов јагол. Мейсон го провери тој јагол, како е можно тој јагол да го провери? Маркс и сега остануваат 4:2. Еден хапе повторно Којаку. Готовот кој 25, 26, 27. не ми се верува. Не ми се верува. До сега мислиш ќе завршеше и другиот гейм ако го гледавме? Да. Ке завршивме со стримање до сега. Ке си легнавме дома, ке си заспавме. Не знам како со кола ја ќе стигнам до дома и да заспивам и да све направам. После утре повторно свежи треба да станеме. 26, 27. Sanity имаат уште една шанса во своите раце да го завршат овој меч, да му дадат крај на овој квадрупл овертайм. Quadruple overtime. Ах, не смеам да користам офензивен language. Сега видиме изгледа се определени тимот на 12-12 да идат кон тој ас сайт или не, се уште си сеат на T-Spawn, се договараат што како ќе прават. Страшното е дека имаме доста лош бај на Team Sanity. Имаме едно АВП со full utility, позади него две емки, еден FAMAS и еден 5-7. Со Ке 5-7. треба со ова да ја извадат оваа рунда, последната која што им е потребна за да поминат во следната фаза на овој турнир. Чекај, значи ако ја земат оваа рунда, ГГ. тимот на Сенети победуваат? Ако не ја земат, тогаш е нерешено. Да видиме. Доаѓа фейк, но повторно го имаат Ау, со тие 12-12, фейк тој смокови фейк на А сега. сайт каде што го фрлаат и после им треба 20 години да стигнат до Б и е Да, многу се очигледно е спори дека е тоа, фейк. Така е, тоа треба многу побрзо да се реализира од нивна страна. Да видиме дали ќе биде успешно, да видиме сега Веќе гледаме брзи се тука ротациите на кантерите, дури тројца се веќе на сајтот, четвртиот веќе доаѓа на шорт, Мейсон со прв кил, Маркс одма му возвраќа, го отварат колку толку сајтот, но доаѓаат веќе сите кантери, ротираат на сајтот на буст, не го очекуваат таму, како Марк и Кијану враќаат 1-2, Кијану сам останува против двајца, наоѓа еден кил Кијану, сам и против останува Хехе, вау, 1-1. 1 vs 1, идме кој ќе погоди, не го виде десно! Се гледа дека Не го виде десно! Конечно имаме крај на овој надпревар. 28-26 Тим Sanity продолжуваат понатаму. Знаете ли, дечки, што е Смени најсмешното? оваа камера. Знаете ли, дечки, што е најсмешното? Сега ќе се игра lower bracket финале помеѓу тим као не Sanity, туку другите, леле, веќе ги заборавив, помеѓу 12 и 12 и Тарзани. Значи помеѓу Тарзани и 12 ќе имаме lower bracket финале